Добре дојдовте во 10 македонски идиоми што треба да ги знаете. 10. Би се случило ли да ви падне секирата во мет? Веруваме дека им се случило ова на многумина, затоа што да ви падне секирата во мет во македонскиот јазик значи дека сте човек што стекнува некоја неочекувана добивка. 9. Што велите? Вода или киселина? Или ни вода ни киселина? Неодлучно. Исто како и човекот за кој наменет овој идиом. Човек што е неодлучен и не знае што сака. 8. Како би се чувствувале ако видите како село гори, а баба се чешла? Сигурно лошо. Но во македонскиот јазик ова значи дека човек се однесува безгрижно, се занимава со небитни нешта кога се случува нешто важно. 7. Ако во македонскиот јазик за некого слушнете дека ја има мувата на кабата, тоа значи дека тој човек се досетува дека за него се зборува. Обично нешто непријатно. 6. Ако пак слушнете дека некој ни лук јал, ни лук мирисал, нека ви текне дека се мисли на човек што не сака да се меша во ништо или на човек што треба да се прави дека ништо не знае. 5. Замислете дека ви недостига храброст. Само речете си: мечка страв, мене не страв. Овој идиом истакнува човек што се само охрабрува да направи нешто што предизвикува страв. 4. Сте слушнале дека некој падна од конј на магаре? Ништо страшно. Тоа е само човек што губи богатство или углед. 3. Знаете ли дека сложни калуѓери во петок мрсат? Нивната слога нема врска со начинот на исхрана. Овој идиом поентира луѓе што со слога можат да направат се. 2. Дали знаете кога сонцето заоѓа на југ? Кога ќе роди врбата грозје. Тоа значи нешто што нема да се случи никогаш. 1. Веруваме дека сте биле сведок на некој што гледа како теле во шарена врата. Затоа што тоа е човек што не сваќа и не разбира ништо. Во Северна Македонија, покрај македонскиот јазик, се зборуваат и други јазици со голем број на идиоми. Мечката што не може да ги достигне плодовите, вели дека тие не се уште зрели. Сигурно дека мечката не го вели ова, туку во албанскиот јазик. Ariu nuk ja rinte dot manaferat, kështu që tha se akoma nuk janë pjekur. Значи дека човек наместо да го признае поразот, ја порекнува својата желба. Ако слушнете на турски јазик, Hava ve su hakkında konuşmak. тоест да ви каже некој дека се зборува за времето и водата, тоа се однесува на човек што зборува нешто површно и неважно. Ако ви рече Србин, не соли ми памет, сака да ви каже да не му наметнувате собствени ставови. Дила да пјене лафака, бубулика свече вака. На влашкиот јазик значи дека од речено до сторено, мувата стана крава. И тоа нема никаква врска со метаморфоза, туку значи голема е разликата од нешто ветено до нешто направено. Се надеваме дека по ова видео научивте нешто ново за идиомите на јазиците што се зборуваат во Северна Македонија. До следната прилика ве поздравуваме.